Директорите на трите главни руски разузнавачки и шпионски агенции во изминативе денови престојувале во Вашингтон. Рускиот амбасадор во Соединетите држави Анатолий Антонов потврди дека Сергеј Наришкин, шеф на разузнавачката агенција, деновиве бил во Вашингтон да се сретне со американски представници во врска со борбата против тероризмот и некои други прашања. Но воопшто не било познато дека во Вашингтон престојувале и двајцата други шефови: Александар Бортников, директор на Федералниот безбедносен сервис, и поручник Игор Коробов, шеф на директоратот за разузнавање. Тие, според Вашингтон Пост, во минатата недела се сретнале со директорот на ЦИА Мајк Помпео. Деновиве и американскиот амбасадор во Москва Џон Хансмен изјави дека Помпео се сретнал со руски представници, но не прецизира каде. Ваквите наводи предизвикаа загриженост меѓу американските сенатори. Лидерот на демократите Чак Шумер побара одговор зошто Наришкин, кој е под американски санкции, престојува во Вашингтон. This is a serious national security issue. Russia hacked our elections. We sanctioned the head of their foreign intelligence, and then the Trump administration invites him to waltz through our front door. This is an extreme dereliction of duty by President Trump, who seems more intent on undermining the rule of law in this country than standing up to Putin. Според Шумер, председателот Трамп треба повеќе да се занимава како да се справи со Русија, отколку да се обидува да го подкопува кредибилитетот на FBI. Директорите на ЦИА редовно се среќаваат и одржуваат разговори со нивните руски колеги за различни прашања. Меѓутоа, според некои пензионирани офицери на американските разузнавачки служби, присуството на тројца руски официјални лица во Вашингтон во исто време и во време на интензивен надзор за наводното мешање на Русија во претседателската кампања во 2016 година е многу невообичаено.